И откако го изгледавте ова кратко клипче, не верувам дека некој од вас остана рамнодушен, бидејќи сум сигурен дека предизвика едно многу чувство на емотивно враќање, едноставно наречено носталгија. Носталгијата е навистина еден многу специфичен, многу интересен момент, многу убаво чувство. Сваќано ту вака, ту онака, чувство кое го има секој од нас. Оној кој вели дека не е носталгичен, тоа секако дека лаже. Тоа се подразбира во тоа. Носталгијата ја има и во музиката, пример. Обично најмногу има во музиката. Еве само сетете се на Балашевик како со сетност и со носталгија се сеќаваше во една негова прекрасна песна како некогаш имало убава храна. Ја има и поезијата на Превер кој со носталгија се сеќаваше на улиците на Брест додека ја бараше Барбара. Ја има и во театарот, ја има во класиката. Има некако чувство дека, особено бидејќи нели ова емисија посветена на културата на уметноста, дека токму ова поле, односно носталгијата, е најзастапена во уметноста и во културата. Бидејќи ако, според мене, многу е тешко, може би грешам, да има и уметност ако уметникот во себе нема носталгичност за нешто. Или, еви, не мора да има, но носталгичноста дава некаков особен шмек на она што го работи без разлика на која уметности да станува збор. И токму затоа денеска нема да како и што обично го правиме, не навлегуваме во оние Сигмунд Фройдовско анализирање за тоа што е носталгијата и зошто дали треба да ја има носталгијата или не треба да ја има, или треба да се конзумира или не. Туку секој од нас еве и од своите бранши, па и не само од своите бранши, туку и од некој свое лично искуство да ја долови носталгијата, да се потсети на оние убави носталгични моменти од детството, од младоста, на кои се уште се сеќаваме. И не мора да бидат моменти, обично носталгијата може да биде врзана и за вкусна храна, на мирис, на цвет, на што и да е. Еве, ајде денеска малку ќе продискутираме на таа тема, па ќе видиме каде ќе не однеси темата. Види, носталгијата е доста интересна тема и материјал да се направи, да има уметнички израз. Да речеме, носталгијата придонесува, дава свој прилог и материјал за музика, дава свој прилог материјал за во сликарството, исто ка во литературата. Има многу песни кои што се напишани од страна на писатели токму поради тоа што ги надвладала или ги надваксала носталгијата. Некои, например, да речеме, поготово сите оние, па видите, во времето на социјалистичка Русија, Советскиот сојуз, всушност, многу од писателите мораа да ја напуштат земјата и знам дека после завршувањето, после паѓањето на челичниот зид, после паѓањето тој комунистички режим, многу се вратија назад. Кога ќе прашаш, да речеме, еден Солженицин и многу други, па ќе кажеш, абе, толку време се бил во ГУЛАГ, во архипелагот и така натаму, и потоа се враќаш пак во таа земја, зар не ти досади? Не, старите рекле каменот си теже на местото. Значи, тоа се тие носталгични изливи, кои што не можеш да ги контролираш. И покри тоа што таму кај што си ти е убаво. Еве, например, да речеме, не би рекол дека тоа е носталгија, тоа може би се врзува за јазикот, бидејќи јазикот само по себе представува еден од елементите или да речеме клучен момент при книжевниот израз, кога
да речеме, не само Булгаков, него Набоков пишува на руски, а потоа ги преведува своите дела на англиски и да речеме на англиски. Тука е исто Сиоран и така натаму, сите овие кои што припаѓаат на како што е ЮНЕСКО, Адамов и така натаму, значи една цела група на емигранти, една цела група која морале поради некои си судири со режимот да ја напуштат татковината, да го напуштат своето место, биле многу носталгични и во сите нивни дела се огледа баш таа нивна носталгија. Но еве да речеме, јас не се согласувам со тоа дека ние сите луѓе сме носталгични по некое минато време. Јас колку што знам, кога што за себе јас се сеќавам на некое време. Можам да се сетам на некое време, да размислувам за нешто што било, но не сум, како се рекло, не патам, не очајувам по тоа време. Значи, не сум носталгичен, не барам да тоа време и денеска е овде. Знаме на многу интересна работа која се однесува до историјата, до времето, ствари не до историјата, еден од писателите германски, Јурген, вели дека времето, вика, не се враќа, ама се повторува. И дава пример. Еве, на пример, да речеме, времето на Првата светска војна се повтори во Втората светска војна. Потоа ќе се повтори во не знам што. Значи, тоа е тоа време кое што, на пример, да речеме, некогаш било и ти си сега носталгичен или со желба да се вратиш во истото време, а тоа може да се повтори. Например, залюбувањето во младоста може да се повтори во сериозните години, може би не со интензитет, или да речеме љубовта кон некој предмет и некоја реликвија може да се повтори и во позните години. Носталгијата значи страв, да речеме, од денешницата, или носталгијата значи страв од старење. Еве, јас веќе стареам, косата ми побелува и цело време сум носталгичен во времето кога имав бујна коса, кога имав црна коса, кога бев силен и кога можев да ја прескокнам реката, нели, како што би рекли тие некои во некои смешки, во некои вицови. Значи, носталгијата кај мене најмногу се врзува, да речеме, можеби за времето кога си ја купив, например, да речеме, некоја плоча и таа тогаш излегува така, како што рече Дадо Топич пред во едно интервју скорашно, вика, еве сега вие ќе настапите, вика, во Белград, кој ќе биде со вас? Он вика, па да ви кажам, вика, дека со мене ќе настапува, вика, и председателот на САНУ, на Српската академија на науки и уметности. Председател денеска беше член на мојот состав, свирише гитара. Во тоа време, вика, ги свиравме Ролинг Стоунси и само Ролинг Стоунси. Сега, замислите си, може сум носталгичен по тоа време, до некаде, кога бев толку многу чекав да дојде некоја плоча за која што ќе прочитав во весник или ќе слушам на Три гонга кај Ѓоко Ѓоргиев и таа радост, таа како се вика, тај изблик на веселост кога ќе ја земев плочата и кога ќе трчев кон дома на еден супрафон да ја слушам. Но не сум носталгичен по супрафонот. Оти денеска се носачите на звук, да речеме, или оние имитира на како се викаше, механизмите се многу подобри отколку што биле некогаш. Така да не можам да бидам носталгичен за времето кое има полно грешки или носталгичен за, да речеме, за некој кварт од градот кај што немаше во тоа време ни канализација, кај што немаше тротоари, кај што моравме да прескакаме барички и заглавувавме вокал. Бидејќи си носталгичен, дека си носталгичен, веднаш ќе те демонтирам, еве кога бевме на никни на имендем кај тебе, кога нашиот драг пријател Оги од Телма ти даде плоча со Луис Армстронг Сачмо, бликаше од носталгија. Штета што не можеше да се видиш, но кога ја зема плочата, кога виде какво парче имаш во раката, се беше јасно. Па добро, тоа е више колекционерство. Јас, например, да речеме, се сеќавам кога со децата си игравме на улица и ќе дојдеше сестра ми и ќе почне да вика: "Дојди си дома, тато те вика." Ја викам:
што е работа? Вика Вице Вуков пее да го слушаш на радио. И се децата во тоа време никој од тие не знаеше кој е Вице Вуков, ама јас знаев бидејќи татко ми паѓаше му несес по Вице Вуков пејачот, или кога ќе слушнеше сачмо и ќе ми речеше: "Сине, седи тука, види го како свири трубата." И така на некој начин ме врати во тоа време, тоа поготово сачмо. Плочати дупал албум, ја тоа неретко човек може да го има и навистина бев радосен. Носталгијата во театарот? Така, навистина е задоволство и чест во животот. Јас што познавам мои пријатели луѓе, да ги имаш Оли и Трајче како двајца најголеми носталгичари во животот што сум ги запознал, тие зборуваат за носталгијата како уживаат. Видите, и ворете тоа, таа не е само емоција. Носталгијата во суштина е културна, огледало на една културна вредност во минатото. Знаеш, кај нас на Балканот се познати она фраза "ю носталгија", и секогаш кога ќе се присетиме за таа ю носталгија, ние гледаме таа во филмот и во театарот како естетска категоризација на работите, и секој пат таа ю носталгија ни враќа некакви спомени на кои што треба да учиме, треба да зборуваме. Кога се станува збор за театарот, навистина јас сум носталгично театарски, се сеќавам на оние големи режисери од калиброт на Слободан Унковски, Љубоша Ѓоргиевски. Навистина, кога ќе се сетам на представите нивни, среќа имав шанса да гледам некој од нив, навистина ме фаќа носталгија и посакувам да се вратат тие представи, тие културни вредности што тога се случува во театарот, и посакувам да, не знам дали, видите, обично носталгијата настанува во време на криза или време на некоја брза модернизација. Можеби сега е времето кога нашето општество ќе ја врати носталгијата на големи врати. И затоа можеби треба да научиме од неа, да научиме од тие културни вредности што се случувале во нашите ју простори. Треба да ги користиме убавите работи. Навистина станувам носталгичен кога ќе се сетам на драмите на Горан Стефановски изведувани во Драмскиот театар, како што се Диво Месо, на Љубоша Ѓоргиевски, на Слободан Унковски, на Владо Цветановски. Ете, посакувам и сега да се случат такви естетски категоризации во нашиот театар, но за жал морам да констатирам дека тие вредности од ју носталгија се повеќе и повеќе ги нема. Така да. Тоа добро е Мики што кажа дека носталгијата е всушност потреба од вредности, кои што се како се вика веќе докажани вредности и сега на некој начин тие сами по себе се наметнуваат со својот квалитет и со своето добро. И наеднаш ти посакуваш тоа да е и денеска. Например, да речем и понатаму да имаш контакт со едно такво добро, со една таква вредност. Но види, јас сепак би рекол дека знам еден писател кој што тука по Штип ќе ме фатеше за рака и ојди да ти го покажам моето старо мало, ојди да ти покажам кај живеа моите роднини, ојди да ти покажам кај прв пат се бакнав со женска, и тоа цело време јас во него гледав еден човек кој што веќе на измаку своја снаги, што би рекле србите, кој човек кој веќе остарува и се враќа во времето во кое што колку толку може, нели, на некој начин да му влијае на неговото расположение. Знаеш како кога ќе земеш некое гускино перо, па не можеш да се смееш, па тој некој по табаните малку ќе те заскокотка и ти веќе се смееш. Знаеш ли носталгијата е некое гускино перо кое што или подмишки или по табаните ќе не. Трајче, таа не е пасивна емоција, тоа е културна појава која што не движи напред. Навистина, еве, јас кога ја видов изложбата на Оли, кога ја направи носталгична изложба со предмети кои го отсликуваат нашето општествено живење во ју времето или во Југославија, така убаво чувство добив, така се мотивирав. Навистина, прекрасна изложба направи во библиотеката пред 2 месеца. Навистина, генијално беше колку спомените, самите предмети кои што Оли ги избрал во изложбата призвикаат такви чувства. Големиот Марсел Пруст во својата книга во Потрага на изгубеното време кажува дека носталгија може да предизвика и вкусови, и храни, и предмети, и храна, мирис на пастрамајлија, мирис на, и тогаш ќе се развиваат тие
тие чувства на носталгија. Еве како голем носталгичар јас знам, генерално ние поистоветуваме со ју музиката. Ти си голем љубител на ју сцената, така да еве може да кажеш што е тоа што највише те недостасува. Може би забранено пушење како една од твоите омиljeni бендови или Ѓорџе Балашевиќ. Дали ќе ги имаме новите забранено пушење? Дали се ако ги гледаш нештата во контекст, не ни треба сега забранено пушење. Ако ги гледаш нештата во контекст, во временски контекст, во временски рамки, не ни треба денеска никој во тоа време ни кундера, да речеме со сват. Ништо не значи тоа. Или дури да речеме некој од драмите на Горан Стефановски, бидејќи во тоа време значеле нешто. И сега ти кога ќе се вратиш, носталгија по што? По нешто кое што денеска не може да кореспондира. Лед во место, самиот наслов е толку современ, кога еве и ние денес ќе кориме во лед во место. Нашето општество е лед во место. Така да толку атрактивен и толку со современ поглед можеш да погледнеш на драмите на Горан Стефановски. Не, еве ме праша за музиката, да. Еве преку еден многу банален пример ќе направам споредба за тоа како ја слушав музиката сега и тогаш и сега. Кој доживаш сега? И 103 ми беше омилено радио, бидејќи едно исклучително алтернативно радио на кој се слуша музика која не тешко дека ќе можеше да се слушне во Македонија. Се она што вредеше и во Европа и во светот таму се пушташе. Прво така што многу групи кои се уште денеска ги сакам ги слушам прв пат таму, Future Sound of London и денеска ги слушам од таму. Dead Cities беше албумот. Значи и Папуа и Нова Гвинеја, што беше лудило. Прекрасно радио. Го имаше само на радио, значи немаше носеч, го немаше интернетот, тогаш немаше ништо. Ја користев секоја прилика да снимам со касети, дури дома си направив една импровизирана антена, успеав да фатам едно 25 приватни скопски радија. Па еднаш се јавив на радио Либертас, дури овој водителот не ми веруваше и ми рече: "Ај дај ми домашен број, ќе се јавам да видам дали звониш од Штип." И да, ми се јави и мислам го имав уште на касета тоа снимено. Зборот ми беше: денеска 103 само со еден клик на интернет можам да го пуштам, дали еднаш во месецот го слушам. Зошто не? Затоа што ми е достапен. Да, може би. Во тој период кога музиката не беше достапна, не само музиката, што и да е, не беше достапна, значи требаше да се потрудиме за да ја слушаме. Уживавме во музиката. Затоа се знаевме како да дојдеме, колку ни требаше да дојдеме до музиката за да уживаме во неја. Уште повозрастните ќе се сетат на Радио Луксембург, на пиратското Радио Каролина, кој беа бум во Европа. Децата се вртеа околу радиото секој ноќ да слушат рок музика на Радио Луксембург. Сега, кога се е достапно, кликнам на Spotify и ми направи една топ листа, можам цел месец да слушам една и нема потреба да слушам музика на друг носач. Времето е друго. Ти и не можеш. Муабетот беше за тоа што носталгичар не по настаните. Носталгичар си по твоите чувства, по изливот на емоциите, по тој период ме научи како да слушам музика. Ми ја научи правата вредност на музика и ме научи да уживам во музиката. Сега од Радио Гарден имам буквално секој радио во светот. И некој ви се случило на некогаш еве ќе го фатиш телефонот, а што сега музика да слушам или пред YouTube ќе застанеш, чекај што да слушам денес? Па, види, не е само со музиката така, еви со филмот. Јас радо би се наврекил на гениалните дела на маратонците го трчат својот последен круг, кото тамо пева и сите тие познати ю кино, кој што еве, јас со радост понекогаш знам да си ги пуштам и да ги одгледам и да задоволство се гледат. Тоа се ремек дела на ю сцената, за кој што, не знам, тоа е културна појава од кој што веројатно треба да учиме да не движи напред и да видиме како ќе се движиме во еднината. Не знам, тоа не е вообична пасивна емоција, пак ќе кажам културна појава. Уште еден интересен момент само да сакам да го спомнам, носталгијата визави денешнината, еве мене она што многу ми недостига е тоа што во
90-тите кога бевме млади, за разлика од денес кога младиве се поделени во некакви млади сили, во некакви унии, се знаеше каква беше поделбата. Оние што слушат Юту, оние што го слушат Депеш Мод, оние што го слушат New Kids on the Block или Брос. Единствена колатералка од тој анимозитет беше некој зид на кој некој ќе напишеше Брос, а друг мангуп со креда ќе напишеше Тит, или кога некој загреан Депеш Модовец, кога во офицерскиот дом ќе пуштеа Enjoy the Silence, ќе добиеше заушка од некој револтиран јутовец. Тоа беше единствената поделба. На социјалните мрежи се појави информација дека Duran Duran ќе имат концерт во Скопје, таква се дигна фама. Замислете, Duran Duran во Скопје, тоа е на носталгично чувство и сите ќе идат по принципо на носталгија. Не знам дали правата, не го пратам колку бенд, дали се правата, ама веројатно Bad Boys ќе ги слушаме и тие носталгични песни. Што е носталгија по критериумите за вредности. Значи, Duran и понатаму постојат. Исто така може денеска да представуваат, например, да речеме, посластица, што би рекли овие музичка. Но, сега ти сакаш се враќаш во едно време и носталгичен си за времето во кое што си ги на поинаков начин примел тие вредности, кои што за тебе се биле недостижни. Еве сега гледаш дека има еволуција и како се вика и во тај поглед. Например, да речеме, се сеќавам, шетаме по Софија и има во Софија еден плоштад, вика се плоштад Славејков, познатиот нивни поет Пенчо Славејков, и на тај плоштад се продават тезги на книги и луѓето некои живеат од продажба на книги. И јас ке отидев на тој плоштад и ке купував многу книги, а еден ме гледа од моите колеги и вика: колку ти се дивам. Каде ми отиде тоа време кога јас исто полнев вреки со книги како што полнеш сега ти. Значи види, тој нема носталгија кон книгите, него има носталгија кон себе, кон исполнувањето на таа потреба, на гладта, на духовната глад. Значи, еве гледаш, сега на некој начин ќе рече се презаситив од таа целата ситуација. Се презаситив од тоа. Има една песна, баш сега сакав да ја најдам, вика: каде отиде тоа време кога ќе можев да седнам и да се заборавам. Нели? Да седнам и да се заборавам. Да седнам да пијам и да се заборавам. Да седнам да јадам и да се заборавам. Ама тој нема носталгија што како се добро јело. Он не вика како е било добро јадењето, него вика како се добро јело. Да, значи за апетитот носталгија. Носталгија за апетит кон уметноста, апетит кон музиката. И затоа ја викам, имав тогаш друг апетит, или некој ми го потураше и ми го подигаше тој, или ми го отвараше тој апетит, покажувајќи ја вистинската вредност или насочувајќи ме кон одредени вредности. И поготово во музиката, кога со татко ми седевме покрај радиото и слушавме музика или гледавме во телевизорот. Затоа јас велам дека ние треба брзо, а и тоа човекот е многу адаптабилно суштество. И баш поради тоа што е адаптабилно суштество, кратките казни се најефикасни. Не се долгите казни ефикасни, како да речеме едукативни. Значи кратките, бидејќи тој кога ќе остане долго време во затвор се адаптира на тие услови животни и после натака се друго му е страно и сето друго му е неприфатливо. Ако ќе има кратка казна, тој веќе знае што значи кога ќе излезе од затвор, што значи да бидеш во затвор и да бидеш во притвор. Така и со времето. Ние брзо се адаптираме. Јас се брзо адаптирам на овие услови денеска што ми ги нуди времето, преку сите своји, како се вика, атрибути. И преку сите своји елементи што ги носи со себе. Брзата адаптација не ни дозволува да бидеме носталгијата е оче, носталгијата е чезнја. Носталгијата е нешто кое што, како се вика, кон времето кое што не постои. А јас сум, и тоа го знам, исто пак ќе се вратам на тој германски интелектуалец кој вика: нема други времења освен времето сегашно. Сето тоа друго не постои. Секогаш ние вчера сме живеале во времето сегашно. И јас секогаш, секоја една ситуација е гледам во рамките, во контекст на времето. Значи, во времето сегашно. Ова е време во кое што живееме. Не живееме утре,
Ниту не живееме вчера, ние живееме денес. Утре пак ќе биде денес, сегашно време. Нема да утре да викаме утре. Значи, немам човек што знам дека ќе живее утре, или утре живее. Или човек денеска кој што живее вчера, а денеска го гледаш. Тоа може да се мислите. Ама физички, како се вика, умствено можеш, ама физички не. Имаш само едно време и во тоа време мора да се адаптираш. Ние мора да се адаптираме на днешното време. Кој ќе ми рече некој, ама јас сам југо-носталгичен, готово, нема што да си југо-носталгичен. Гледај сега да се снајдеш со условите кои што днешното време не ги нуди. Зато има една интересна анекдота некаде кога посетам Скопски земјотрес, некој го прашале по неколку години го прашале некој повозрасен човек што имаш носталгија? Ке раскажи ни нешто за тоа време. Вика, порано знаев, вика, каде ќе јадам кебапи, знаев кој ќе ми ги каже вестите и знаев со кој ќе испијам ракија. Сега имам 3 маркети околу мене, ама никој не ми го знае името. Тоа е она време. Па ево гледаш, тоа е криза на идентитет. Криза на идентитет, па да. Некој суштината на денешното време во кој се претворивме во тоа да навистина не си ги знаеме соседите, во згради буквално не си ги знаат соседите. Дојдовме до тоа да се сведуваме на да имаме лозинка, пасворд. Дојдовме до тоа да едноставно го заборавивме на најелементарното. Дури на некој да му посакаш добар ден. Да, тој мојот пријател викаше. Тоа е цената на денешното време, да, и затоа некако зошто се врзува со таа југо-носталгија? Не, и не мора да се врзува, нема потреба да се врзуваме со некаква носталгија, туку носталгијата нека биде еден момент кога сличен на оној кога тоа добро го знаат овие љубителите на пушењето на пури, на луле. Дајте си ги тие 5-10 минути во текот на денот во кој ќе се навратите, направите си еден емотивен времеплов во кој сум убеден дека ќе ве регенерира. Да не ја сваќаме носталгијата како нешто кое копнеш по нешто кое е поминало, нели, бидејќи во една река не можеш 2 пати да сгазнеш, но убави се тие моменти кога ќе се навратиме во минатото, да внатрешно во себе да почувствуваме барем некаков мир, некакво чувство на топлина, на нешто кое ќе не одржува во ова, во како што го спомнати денешно време кое мораме да признаеме прилично сурово, беземоционално, време на вештачка интелигенција, време на брзо и на суров време кое многу брзо и многу сурово протекува. Време на криза. Време на И тоа се јава носталгија. На невреме, рече да кажеме. Како културна вредност. Не, да се во тој контекст да се навратиме. Тоа затоа рекол дека со мојот пријател вика во тоа време јас колку имав роднини, сите роднини ги знаев и сите роднини мене ме знае. И сега тој има криза на идентитетот бидејќи роднините веќе не се живи. Вики тој ги знае како не живи веќе. Значи тие ме можат више да го знаат него и кај него настанува криза на идентитетот. Тоа е проблем на човекот, не е проблем на нешто друго. Значи тоа е проблем на страв, сејаво кај него страв од денешницата, страв од дека му минува времето, страв дека старее, страв дека се губи. Тоа е таа цела ситуација и одма сме ние носталги, тоа е конформизам. Ние сме носталгија на некое време кога сме биле баш во комфортна ситуација. Значи, секој време може ти да имаш комфортна ситуација, ако сакаш да работиш, еден вика, денеска вика сме ние заробени од вештачката интелигенција, од ваквите работи. Зашо да бидеш заробен? Ајде, никој не ти рекол дека мора да имаш мобилен. Јас дома, кој ќе видам моето внуче цел ден си игра на мобилен, кој видам жената цел ден на мобилен, синот цел ден на мобилен, значи, тој нивни избор. Тој чист нивни избор и нивна одговорност, ако после тоа влијае лошо врз нив. Нели? Нема колективна одговорност. Нема одговорност да биде одговорен тој што го измислил. Вај го измислил динамитот. Ама тој не рече дека со динамит треба да се убивате.
него едноставно на некој по хемиски пат дошол до некоја ситуација која што предизвикува таква и такви, да речеме, потреси или да речеме ајде таму. Но ти не си тај, не е тој виновен кој ти го зимаш тоа и го употребуваш за лоши работи. Можеш да го употребиш да направиш пат, да направиш тунел, а не да убиваш луѓе. Значи, таа целата ситуација, јас пак ќе кажам дека ние сме носталгичари само од страв и од криза на идентитетот. Ништо повише од тоа. Каде ни беше времето во Југославија, кога не чуваше полицијата, кога не чуваше ова. И па зашо сега да не чува? Пак сме ние, пак сме луѓе. Ништо од нас не е ампутирано. Па сега да речеш, ми го ампутираа тој и тој дел, па сега јас не може да се снајдам во услови како во ова времето ги поставам. Завршам со тоа дека ни го ампутираа духот. Сега имаме генерации кои апсолутно немат никаква предуховеност во себе. И со тој ќе завршиме. Што носталгично во себе ќе имат денешниве генерации? Израснати со iPhone 17 или пак оние генерации кои има со Nokia 3310 кои играат с них. Ето баш сакам, се надевам ќе бидеме живи да видиме пошто овие генерации ќе имат. Оние што ќе добијат iPhone 17 ќе бидат носталгични по iPhone 7 или 8 и такво време ќе дојде, нема културно друго. Така што, повторно ќе речем, овие генерации со ампутиран дух може само да не доведат до тоа да завршам со тоа со песна која ти ќе ни ја селектираш, а гледачите секако нема да ги оставиме да бидат носталгични, бидејќи наредната недела повторно ќе видиме со вас во истиот термин. Бидејќи зборуваме за минато време, за денешно време, за ова, ние имаме една песна која што зборува, зборува за тоа што може денешниот поет. И вика, што може денешниот поет? Што може денешниот поет? Да се разбуди после непроспаната ноќ, да застане на прозорецот и да види како некој луд му го краде не автомобилот, туку денот. Да влезе во својата глава, како во такси, да му нареди на возачот да го однесе во непознат правец. Да стави точка на почетокот на песната и 3 на крајот од патот. Но што на вистина може денешниот поет? Да го вклучи телевизорот и да се убие, токму така да се убие пред да се раздолжи со државата. Значи, малку, како се вика, му се одземаат тие, како се духовни вредности и врлини, кои што може по секој случај, но времето понекогаш те донесува и во на таква ситуација. На вистина да каже што денешниот поет или денешниот творец може кога се е создадено, се е направено, освен да се вклучи во, така се вика, во оние кои што се сведоци на таа една стварност. На времето сегаш. Трајче, Мики и Оливе поздравуваат од овој културен ќош до наредната емисија.